Нашите очекувања се дека ние ќе бидеме препознаени кај гласачите од една единствена причина што досега ниту имавме можност, јавна благодарност до вашата телевизија, освен кај вас и на Собранискиот канал сега пред избориве, немавме можност за поширока презентација, затоа што некако медиумите ни беа затворени. Така што ние немаме преголеми очекувања, меѓутоа сме луѓе кои што се обидуваат да внесат свежина во тој политички простор, затоа што ние никогаш не сме се занимавале со политика, секој од нас е сериозно исполнет или сериозно реализиран во својата област во која што работи, доколку граѓаните ценат дека треба да внесеме нешто ново во нашиот амбиент, тогаш поканети се да гласат за нас. Доколку сметаат дека им одговараат оние кои што можат повеќе или подобро, тогаш нека гласат за тие опции. Доколку сметаат дека оние кои што десетина години руинираа можат да обновуваат, нека гласаат таму. Така што ние сме растоварени од тоа дали ќе влеземе или нема да влеземе во собрание. Меѓутоа, нашата желба искрена е да понудиме или во тоа собрание да ја разбиеме онаа мочурлива состојба која што ја имаме 30 на години, каде што кога треба да се зборува за зголемување на додатоци на парламентарци, тогаш сите се едногласни, доколку се зборува за социјала, тогаш сите се резервирани, да, сакаме, меѓутоа би било подобро парите да додат кај нас. Така што тоа е тоа што ние реално го нудиме. Има ли атмосфера во земјава за трета опција? Со години назад граѓаните во неформалната комуникација велат немаме опции, две се, ни треба трета опција, ни треба трета опција. Еве, конкретно на овие избори имаме голем дел партии. Какви се можностите за трета опција да стапи на сцена во земјава? Гледате ли таква атмосфера? Јас искрено ќе кажам дека овие 2 години ние реално ја поминавме Македонија и уздуш и попреку. Народот е крајно незадоволен, револтиран во некои сегменти, меѓутоа има исклучителен страв кој што ние се обидуваме да го надминеме или со објаснување дека сепак оваа држава или секоја држава е собственост на народот, не на политичарите. Политичарите би требало да се плашат од народот, а не народот од политичарите. Значи, тоа е илузија која што овдека стана пракса. Нешто што ние како прв пат во Македонија го нудиме, тоа е нашиот концепт околу програмата. Сите политички партии ќе видите дека нудат програми по 350-400 страни. Сето тоа е толку примамливо, толку интересно, што јас не верувам до душа дека сите тие ги читат. Меѓутоа, ние што направивме? Ние, сакајки нашите избирачи или нашите граѓани да се запознаат со нашата партија, кои што имаат слаб вид или се слепи, ние направивме аудиопрограма. Таа аудиопрограма никој досега не ја направил, затоа што кажувам дека ним приоритетот им е таа некоја си власт која што потоа ќе ја рефлектираат само на собствените интереси. Меѓутоа, далеку од тоа дека ќе се заинтересираат или ќе се заангажираат за подобрување на животот на оние кои што ним фактички им ја даваат платата. Така што народот еднаш за секојаш треба да свати дека народот е оној кој што е собственик на оваа држава, не политичарите. Политичарите се листопадни, меѓутоа народот е зимзелен. Кои се главните точки од програмата кои се разликуваат, еве ќе прашам, од останатите партии за кои што граѓаните ќе имаат можност на овие избори да го дадат својот глас? Што е она што во програмата е приоритет во програмата на демократи? Демократи кажав дека сме ние не политичари и тргнувајќи од таа гледна точка ние тргнавме да направиме програма која што е за народот, не за нас. Затоа што нашата амбиција не е ние кога би влегле во собрание да го исполниме нашиот, да речеме, буџет. Далеку е од тоа, сите сме реализирани, реков. Меѓутоа, она што ние го нудиме, првенствено,
Ќе кажам само една ситуација за да можам да одговорам на прашањето. Пред извесно време бевме во Шутовризари. Кога ќе поминете таму ќе видите купишта ѓубре. Тоа е недозволиво нешто, тоа е срамно е. Меѓутоа ние понудивме отворање на фабрики за рециклирање. Мислиме дека во секој поголем град би требало да имаме една таква фабрика, со која што не само што ќе се вработуваат луѓе, туку ќе се ослободиме од оној смет кој што навистина гуши. Доколку знаеме дека сето тоа ѓубре се пали, да не живееме во илузии дека сето тоа некаде се складира, тој таков воздух го дишат граѓаните. Повторно го дишат оние кои што им даваат плата на политичарите. Меѓутоа, тоа е недозволиво не само за нас, не само за народот, туку и за една држава која што претендира да влезе во Европска унија. Понатаму што нудиме? Нудиме ревитализација на оние објекти кои што се руинирани. Ние имаме во Македонија, пак ќе почнам јас со некои реални примери кои што во некоја завиткана форма можеби се споменуваат и во другите во програмите на другите партии, меѓутоа сето тоа останува само напишан збор. Ќе го земам во предвид оној детски дом, односно детско одморалиште во Дојран. Тоа е, ќе ми извините на вулгарноста, можеби ќе звучи малку непријатно, меѓутоа тоа е јавен тоалет. Вие не смеете да дозволите прекрасен објект со огромна плажа, со сите можни инфраструктурни компоненти околу него, да остане руина. Зошто? Затоа што некој треба да го купи. Тоа е собственост на државата. Државата треба во рок од, па да не лажам, нека бидат 3 месеци, 4, да го ревитализира. Зошто зборувам за тој објект? Затоа што во негова близина имате населено место. Доколку го ревитализирате вие тој објект, тие луѓе од населеното место ќе се вработат. Се оно што произведуваат околу ќе дојде, да речеме, благопријатно за сите оние кои што ќе престојуваат таму. Вие можете да направите оброци само од она што се произведува во околината на тој дом. Значи ништо подалеку. Што помагате? Помагате да се вработат луѓе, помагате земјоделството во невидени размери да се доразвие, она што го има, и помагате луѓето да не мора да ги чекаат прекупците и накупците за по 2 или 3 денари да им откупат зелка, а потоа да ја видите истата зелка на пазар за 25 денари килограм. Кај економијата ја прочита вашата програма, се осврнувате на стандардот, но во програмата е наведена и отворање на агенција за валоризација. Може ли да ни појасните што би било работата на оваа агенција за валоризација? Ќе тргнам само од фактот дека во нашава држава имаме толку многу администрација, толку многу квази администрација, која што ја гуши државата. Валоризацијата значи валоризација на работата на секоја она агенција, фонд, дирекција, како сакате наречете. Тоа се толку многу агенции, фондови, дирекции, не знам што не. Значи валоризацијата значи дали таа агенција или дали тој фонд ја исполнил својата задача за која што е формиран. Или дали таа агенција е само едно партиско дувло во кое што ние ќе си ги примиме нашите партиски членови, со народните пари ќе ги плаќаме и потоа тие исти членови, односно вработени, не баре вработени, во таа агенција ќе ги примораме да ни донесат гласови, не само нивни, туку и на нивните семејства. Што значи? Со самата валоризација ние ќе помогнеме да видиме колку имаме, она што многу пати го зборувам јас, лажни дипломи. Ние пливаме овдека во образование кое што е недозволиво за една држава. Ние имаме толку многу институции кои што не баре се занимаваат со образование, кои што исто така треба да подлежат на валоризација. Се ова ќе биде опфатено со агенцијата за валоризација? Сите буџетски корисници? Да. Агенцијата има само една цел. Да се направи реален пресек на што се трошат и како се трошат парите.
Јас ќе ви кажам еден многу пластичен пример. Имате вие фонд за инвестиции. Меѓутоа, или за иновации, се извинувам, фонд за иновации. Меѓутоа, тоа беше една агенција која што ДПМН ја формираше само за да присобере некои своји членови на одредено место. Тоа се пари за науката. Меѓутоа, ние науката во оваа држава ја сведовме на ниво на подгравка. Ние немаме сериозни вложувања, ние немаме никакви вложувања во науката. Вие не можете да барате утре да имате практичност, да имате креативност и да имате просперитет на една држава, доколку вие немате наука. Нашите инвестиции за науката, односно не баре за иновации, отидоа најблагоречено во вода. Токму тоа сакам да ви го поставам како прашање. Читав програмата, имате посветено навистина многу време на образование, но и на наука, посебно од образование. Вие доаѓате токму од научната сфера, така што тоа и не ме чуди. Но што е со науката? Еве сега го споменувате фондот за иновации, практично велите дека научните истражувања и фондот за иновации практично треба да бидат да си помагаат едни со други, можеби да се намалат парите кои се даваат за непродуктивни или за веќе видени иновации, што можеби веќе и не се иновации. И исто така сакам да ме прашам како да ги подобриме состојбите во науката. Го спомнавте вие неинвестирањето, но знаеме ние кај сме денеска на научно поле, знаеме колку не се прават истражувања и колку не се работи. Практично се ослонуваме на научните истражувања на други развиени земји, па само преземаме искуства. Можно е ли да се промени оваа состојба со оглед на фактот дека науката и образованието се малку уништени во